Да, се враќаме во студиото. Денеска излегува новите бројки од Министерството за здравство во однос на заразени од корона. Имаме денеска нов црн рекорд, 641 заразен, повторно 12 починати, смртноста останува да биде многу висока. Кажете ми, господине Тортевски, вие пред некој ден ми се чини напишавте во однос на свадбите кои беа, значи и на господинот Саша Богдановиќ и на Амди Байрам за неговата внука која направи во Турција. Вие кажавте дека таму нема само морална, туку има и кривична одговорност. Сега, нашите од нашата влада кажаа дека тие па кривична не гледаат, бидејќи тоа е направено во друга држава според други закони и се чини дека тука има спротивно мислење. Само запишете, ако не ја гледаат емисијата, нека го прочитаат членот 31 од Законот за кривичниот законник, каде што стои, тоа е лекција која што се учи на факултет, гласи просторно важење на законите. Нашите закони се однесуваат на прекршување на законите, таму каде што сторителот работел, бил должен да работи или ако последиците настапиле кај нас. Значи, некој што убил човек тука, надлежни сме ние, ако некој требало да спаси некого, не го спасил, исто сме надлежни, и некој ако нешто направил во странство, а последиците дошле кај нас, повторно е надлежно нашето законодавство и нашите државни органи. Еве, хипотетички, само еден случај, тоа се вика во науката кривичното право и во правото аргументум ад абсурдум. Значи, ако во автобус што влегува во Македонија, на било кој граничен премин, на 100 метри пред граничниот премин, некој уфрли вирус од ебола, автобусот ќе влезе во Македонија и за 5 дена ќе имаме, како што сега имаме, пред некој ден имавме, доскоро имавме само по 400, сега имаме 600 и кусур, многу веројатно дека овие 200 ни се практично чеис од свадби. Значи, ако уфрли некој вирус на ебола во автобус кој што ќе влезе во Македонија, ајде, вие што мислите? Дали македонските државни органи имаат право тој човек да го судат? Нормално дека имаат, заради тоа што вирусот ќе влезе во Македонија, независно што сторителот дејствието го направил на територија на странска држава. Или уште еден случај друг. Може ли туристичка агенција овдека да земе девојчиња, да ги носи во Авганистан, каде што е дозволено да се регистрираат на 12 години? Значи, таму е поинаков законот. И да ги врати од таму трудни или со мажи и тука да го толерираме тоа. Значи, последиците каде што делуваат, надлежно е и тоа законодавство. Ние сме надлежни во случајот на Амди Байрам. За господинот Богдановиќ имам други забелешки, за символиката која што беше таму и сето тоа, меѓутоа тоа е надвор од кривична одговорност, тоа е повеќе во политичка. Не знам, свадба не видов дека правеле, видов дека има регистрација. Меѓутоа, Амди Байрам, 600 луѓе на брод, кога сите знаат дека на свадбите најмногу се пренесува вирусот, и кога 370 гости се од Македонија однесени таму, и сега да се правиме недоветни дека делото е направено во Турција, ама сега за некој ден ќе имаме и 2000 луѓе, веројатно, и кластер, многу веројатно дека ќе имаме. Значи, ова е целосно непознавање или пикање на главата во песок. Тогаш, со кое право? Еве, јас во студиото сум овде и на улица носам маска. Наложено е и ја носам на улица. Воопшто не размислувам дали делува, дали не делува, дали треба или не треба. Едноставно треба да ја носам и ја носам. Меѓутоа, да организирате трансфер на 370 луѓе, за да го изиграте законот кој што кај нас забранува свадби, да направите свадба и сватовите за 2 дена да ги вратите во Македонија. Аве, молам, чисто кривично дело. Тука нема дилема. Да. Денеска исто читавме од пазарниот инспекторат дека се поднесени кривични пријави за 2 ресторана поради организирање свадби, но сите податоци од надлежните институции досега за овој
есенски бран кој се интензивира во последниве недели, па еве дојдовме до оваа бројка од 640 ново заразени. Анализите е дека сите тие, дека најголем дел се од тие свадби, веселби, дружби во овој дел. Мислите ли дека овие сега реакции се малку задоцнети, дека ова може би требаше да се прави пред месец дена, а не сега, за да не дојдеме до волкави бројки? Знаете како, ако на вашето прашање одговорам следно, се е задоцнето, секогаш е се задоцнето, само некој друг треба тоа да го санира, да го превенира, да го реши. Знаете, многу е лесно во време на светска пандемија во кој светот е на глава, не само Македонија, како мала земја со слаби потенцијали, ресурси и така натаму, него светот е во една тешка здравствена криза и таа здравствена криза има и некои економски собитија кои директно се генерираат од здравствената, има и политички, има и вакви, има и такви. Значи, сакам да кажам дека во овој момент надлежни за граѓаните на оваа земја е Здравствената комисија и надлежното министерство и Венко Филипче. Единствени луѓе кои што се одговорни за нашето здравје и нашиот живот се само тие. Гледате дека повторно се инструментализираат самите делувања околу корона кризава, во кој од кај знаеме ние, еве едно чисто хипотетичко прашање, дека можеби е некој втор или трет бран. Што ако зајакнува корона? Мислам, не се осудувам да коментирам медицински состојби, бидејќи не сум компетентен за тоа, него единствен релевантен човек кој треба да го каже и кој треба да се грижи за нашето јавно здравје е Комисијата за заразни болести и Венко Филипче. Ако играте на политика на денеска имаме 600 заразени, утре ќе имаме, се претпоставува 800, ќе имаме 1200, тоа значи дека како да некој посакува или дека некој свесно неќе да го санира овој проблем. Значи, ние сме отворени во оваа пандемија во која се уште нема ни вакцини. Кога нема вакцини се јавуваат антиваксерски лоби и се трескаат разни други теории на заговори и глупости. Значи, ние сме овде подложни во оваа земја, покрај што сме подложни на медиумски наслови кои што се поприлично идиотски, подложни сме на фейк ньюс, подложни сме на разни манипулативни приказки и сега имаш тука пар силни, јаки политички демагози околу кои можат политички да профитираат од оваа ситуација. Значи, единствено нешто во кое може ние да се насочиме и да се обидеме да се излечеме од оваа пандемија која, повторуваме, и економска, и политичка, и здравствена, е да ги слушаме надлежните институции, Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести, а сите овие луѓе кои сега адресирам на опозиционата партија, она најчесто така сака да се расфрла со бројки, дека се некомпетентни, дека нема доволно кредити, да ги запрат малку, да ми простите муцките и да не манипулираат на дневна политика, бидејќи таа здравствена комисија и тоа подрачно министерство со сиот здравствен систем ги санира и нив. И многу е безобразно од позиција на опозиција да ловиш дневна политика и како да се сртиш, како да ти е мило што имало 600 заболени во една ден и тоа е, тоа ли е аргумент за да кажеш дека овие се неспособни. Во овој момент не може ни Америка да го санира овој проблем, ни големи здравствени системи кризираат и најдобро би било да ги послушаме луѓето кои што се задолжени сега овде и веднаш, не утре на избори, него ова е таа, како да кажам, здравствена институција околу која мора да имаме некоја максимална доверба. Оти во пандемични ситуации, ако вие немате доверба во здравствениот систем, тоа е, како да ви кажам, тоа е тотална катастрофа. Добро, да ве прашам само како гледате на свадбата на Амди Бајрам, дали тоа не е изигрување на нашите прописи и навреда за сите здравствени работници и за сите овие што зборувате, што се борат жестоко, да некако се стави ова под контрола и исто, значи, Саша Богдановиќ морало во овој момент да се регистрира.
Мислам, дали има некакви приоритети? Тие се, ете, Саша Богдановиќ е актуелен градоначалник на центар. Дали мораше да оди во Грачаница да се регистрира? Сега јас реков дека не сум сигурен таму, гледам на надвор видов дека стојат, некои песни пееа таму што нивна работа е, меѓутоа Амди Бајрам однесе 370 луѓе од Македонија на брод каде што, ако има непознаници, едно е сигурно. Таму каде што се пее, најмногу се распространува вирусот. Значи, вирулентноста на вирусот многу зависи од висината на тонот, дали гласно се зборува, дали се вика, дали се урла. И на свадба, зошто е забраната, за да ете, зошто цел свет веќе забранува после 23 часот? Затоа што ношните клубови, алкохолот, забавата, придонесуваат луѓето да се олабават, да почнат да пеат, да беснеат. Во ноќен клуб не можете видите да одите со маска, таму треба да видат колку сте убав. Таму треба на некого да се допаднете, треба да пеете убаво, да џускате. Затоа се забраните до 23 часот. Меѓутоа, еве, сами ова што кажувате, јас и го имам истото чувство дека некој како да се радува. Јас реков дека 600 имаме и не дај Боже, меѓутоа мислам дека ќе одат бројките, не би сакал да е така, меѓутоа како тоа во корелација со бројките и со напорите на сите овие што ги кажувате, Амди Бајрам, ај кажете, и несанкционирањето на такво нешто. Да. Добро, ми се чини дека оваа тема се разбира ќе ми оставиме на експертите, малку ја допревме таа кривично правна ситуација околу овие работи. Господине Тортевски, она што исто така беше актуелно во минатиот период е онаа одлуката не одлуката, туку процесот кој се води во судот во Страсбург во однос на аболицијата на председателот Иванов. Вие зборувавте доста за тоа и ми се чини дека вие поставивте една од дилемите. Доколку Иванов направил кривично дело, доколку го повредил Уставот, зошто нема постапка против него? Ова веќе е 4-та година од оваа старо-нова власт. Исто така, малкумина може знаат дека и пред Уставниот суд има преставка во однос на уставноста, но Уставниот суд до ден денеска нема одлучувано се уште за тоа. Гледате ли тука можеби некаков договор со Иванов да не се чепка таа работа? Па тоа би требало да ги прашите главните актери во оваа држава. Јас сум само нављудувач и седам на трибини, знаете, како навијач на Манчестер Юнајтед, кој што кажува дали Солскер направил добри промени. Значи, не знам дали има договор, меѓутоа, сега нашите аргументи пред Страсбург се дека Иванов го прекршил законот за помилување, дека членот 11 не постоел, дека процедурата не е запазена, дека не може без мислење. Значи, едно чудо аргументи ние користиме дека Иванов ја прекршил процедурата, меѓутоа, ние немаме постапка против него. И тоа во многу ќе девалвира постапката и нашите аргументи пред судот во Страсбург. Не би сакал да зборувам какво е, што очекувам и како очекувам, бидејќи таму не знам, и мислам дека и таму има доста политика. Мислам, затоа што гледам некои случаи каде што обични граѓани се оштетени од многу сериозно, судот тој не ги зима, ги смета за багателни можеби. Меѓутоа, тоа е нашиот став и партиски дека оваа држава мора да смогне сили да се пресметува со функционерите кои што во време на нивниот мандат ги прекршиле законите. За жал, кај нас секогаш тоа прашање се постава дури од кога ќе му заврши мандатот. Многу ретко актуелен политичар е гонет од структурата кога неговата структура е на власт. Меѓутоа, сметам дека требаше сериозно да се размисли дали во овој процес имаше прекршување на законот и дали представуваше злоупотреба на службена положба. Да. Ова се надоврзува на она што го зборувавме пред малку за таа неказнивост, за перцепцијата на граѓаните сега какво владење на правото имаме. Повторно се враќаме на ова. Зошто мислите дека актуелната власт, институциите,
тоест поточно, не покренале никаква постапка против председателот Иванов, а цело време повторуваат дека имало повреда на тогашниот закон за помилување, дека постапил незаконски, па еве сега имаме и процес во Страсбург за Господинот тоа. Тортевски ги познава правните Но никој не консеквенции, го гони, Иванов, да. Како може да се аргументира во правна смисла. И јас ќе кажам онака тоа што ми е и професија и тоа што ми е страст во некоја политиколошко, феноменолошка, антрополошка позиција, она што го разбирам во некоја смисла, за да може да го објаснам и себе си и на гледачите. Знаете што, Ѓорѓе Иванов беше една несреќна фигура, он беше еден обичен измеќар на една тврдолинијашка, тиранска власт и ги удоволуваше нивните барања. Мислам, како да кажам се, од оваа граѓанска моја позиција, фала ти за се и никогаш да не се повториш уште еднаш. Јас не знам дали сега они власта ќе го гони Ѓорѓе Иванов за таа скарадна одлука што ја изведе во тоа време додека беше, нели, председател, но јас би сакал да не ни се повтори никогаш повеќе нити таков премиер, нити таков председател како што беше Ѓорѓе Иванов, бидејќи тие беа, каква кажам, она, не само што не уназадија, не само што предизвика најголемата брука и несреќа во историјата на оваа земја, повторувам, во историјата на оваа земја, не посрамотија, не изоплячка, не осакатија за генерации, и пак се враќаме измеѓу тие две конјунктури од самиот почеток, ако се сеќавате кога кажав. Се сложувам дека овај систем, дека оваа власт не е сјајна, но јас имам 42 години и некако сум дресиран да една мала промена, кажам, она чисто вау, па као, еве, може да има некакови позитивни гледања, дека имаме шанси да се излечеме, и самите дискурси во медиумите кои денеска ги расправаме за владење на право, за човекови права, за криминал дали имало на тие суми и ревизии, некако се отвара општеството и башка и со договорот од Преспа и со влегувањето во НАТО и со решавање на билатерални спорови. Кажете ми, еве јас можда сум премлад, еве господинот Тортевски од мене и постар и поискусен, кажете ми кога било општество македонско на ваков начин отворено, за да разговараме на милион теми кои што се круцијални за граѓаните на оваа земја. Кажете ми еден период, да ме побиете со тоа дали е разликата голема. Ќе ви кажам. Од тоа што беше ова што е денес. Кога Македонија стана самостојна држава, тогаш јас бев во еден период подпредседател на Лига за демократија, што беше нешто многу слична партија по ставови и по идеи како што е сега твоја. И тогаш имаше една афера за купување на Тојоти на неколку високи функционери, меѓу кои премиерот Кљусев. Тојоти кои што чинеле реално 12.000 марки, они ги имаа купено за 7.000 марки. Јас и тогашната Лига за демократија му го извадивме джигерот на Кљусев за злоупотребата, и тоа имаше купено од Македонија Табак, што беше тогаш со општествен капитал уште фирма, дека купил Тојота наместо 12.000 марки за 7.000 марки. После неколку извесен период, премиерот Кљусев ме повика и ми понуди министерско место во неговата влада. Затоа треба малку да се, значи, употребивте еден многу лош збор што многу веќе навлегува во нашето битие, тоа е многу лошо. Значи, немојте, ве молам да кажувате дека сте дресиран. Не чини за млад човек на 42 години да зборува дека е дресиран, и сега кога некој ќе му фрли мало топче и дека се радува и ќе оди, послушно ќе го донесе и ќе биде радосен, не претходните не ми даваат топче, сега овие ми даваат топче. Борете се за слободата, борете се за правата, немојте да дозволувате, вие сте млади, мојот век завршува веќе. Вие ми зборувате дека овие се нешто подобро или не се. Да, точно е тоа. И јас велам дека се. Меѓутоа, јас немам време, јас имам 62 години, а војувам со овие работи уште од 90-та година. Може само да ви кажам,
Борете се да бидете рамноправни граѓани на Европа. Никогаш во животот, никаде не сум бил граѓанин на вторет, единствено кога треба да кажеш дека на место каде што ни оценуваат администрацијата, зошто не дозволуваат да патуваме сега? Затоа што ни оценуваат администрацијата, не го оценуваат Тортевски, не ве оценуваат вас. Меѓутоа, ве молам, изфрлете го од вашиот речник и од вашиот мозок. Знаете, Дресурата изфрлете. Не ми се во тој контекст и сега повторно од едно зборче господинот Тортевски ја приопштува целава приказна. Зборот ми е дека јас сум навикнат во овие 30 години независност да не гледам толкави промени, радикални промени од еден наратив во друг, него стално некако како да не црцкале со малку. Сега зборувам од позиција на граѓани. Сега не зборувам од позиција на власт. Ја не сум функционер, не сум директор, не сум министер, не сум ништо од тоа. Сега зборувам како некој обичен граѓанин кој има можност да зборува во јавниот простор и некој граѓанин кој може да напише текст еднаш неделно. Значи, мојата позиција е чисто позиција на граѓанин. И кога јас ќе видам такви гигантски и маестрални менувања на парадигми од Преспа договорот, од договорот со добрососедство и пријателство, и кога разбирам дека една власт у Македонија со таков директен премин влегува во некоја култура, англосаксонска култура на помирување и на решавање со комшиите и решавање на билатералните спорови како предуслов за влегување во Европска Унија, па мислам, тоа и човек кој што се предава на хуманистички науки ќе рече вау, Да. тоа е тоа. Добро. Ви благодарам за двајцата, ни истече времето. На крајот, еве, ова нека биде како една поента на емисијата. Повторно ви благодарам. Вие, господа, следевте уште една емисија, анализа на Телевизија 24. Останете со нашата програма.